Здраво, Живо. Дечки, здраво. Како иде? Здраво, Живо. Ко за промена, одлично. Се враќаме на старо место. Леле, да, ми фалеше ово. Ми фалеше мирисот, ми фалеше сето ова позади. Мене Јове ми фалеше. Па еве тука е. Зато се врати пореден ден, а? Може слабо гледа скратен корнер. Назад во Рустикана. Назад во Рустикана. Почнуваме. Ајде. To give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Ох, колку е убаво да си во позната атмосфера. Назад сме во Рустикана и назад сме со нова епизода на вашиот омилен фудбалски подкаст Скратен корнер. Чест и задоволство е да се седи покрај вака едни двајца бистри, сјајни, млади, потентни, успешни момци. Кој си ти, Чекай малко. Види, ова го прочитав некаде, не знам, не беше нешто за вас. Да придавка не изгуби више. Чекай малко, овој не спор. Почнав да не те пратам. Да нема некој друг во просторија. Јове, бе, Јове, за Јове. Да. Оне двајцата. Добро, гледам дека сте расположени, значи дека треба или не треба да го поставувам прашањето. Момци, како сте? Одлично. Многу добро, одлично. Многу добро, одлично. Ај нека биде одлично. Одлично. Да заокружиме. нека биде Тоа, одлично. тоа. Петриот изгубија катастрофално, сите рекорди ги сруши, мотаме. Човек, 2 недели се шеташе низ Европа, ти си разочаран заради Петрос. Дај ма не ги таму, не заебај, кажи како се поменува Украина, Брат, многу е, многу е, Кај беше? многу е полошо кој ги гледаш одвиене и ти губат. Да. Боли. Како беше? Што викаше брат ми, тапа се они многу пијат старо вино, му влоса на сирење, да. Не знам знам што како да се живее. живее. Да, Не, не знам како се живе, не е колку е нас. Не, слушал многу добро. Не, се стварно И сериозно. сега по изгледа до лето на фотосинтеза ќе живеам. Ај, така се жалеше последниот пат, па по 2 месеци патерна на Па патување. да. Пушти ја 15 од фирма. Па ме спаси. Колку земји помина? 6-7, да, за 9 дена во 7 земји. Многу одлично. Која беше како хайлайт најдобра? Германија за мене, да, и Франција ме изненади позитивно, а негативно Швајцарија многу скапо. Виндоу шопинг негативно, правиш, брате, онака си со сиромав. поглед ги, да. Не си научен да бидеш сиромав некаде. Се согласувам. Тука богат си, ама таму ја вега. И Австрија премногу скапо и преубаво, ама Германија за мене. Фала ти за подароците, не си требало да трошиш. Сите така викаат, па убаво има. Никој не враќа. Тоа е работата. Што ти донесе Владко од патувањето? Не знам, мерси гам има тука некој само. Топсија. Тоа е Топсија. За Благослов. Мене ми донесе Благослов. чоколадо, сите ќе го јадам. Одлично, ама тоа е убавото, разбираш дека колегијалноста да делиш со другарите Тоа е и сето тоа. Мислам дека ете во моментов сведочиме на еден убав настан, ќе се израдувам бидејќи не е пенал, тука е само офсет. Уживајте гледачи, ќе одиме да видиме, да видиме што се твита. И да ви донесеме најинтересните теми кои што се вртеа по Твитер А ги последниот има. неколку дена. ги Ги има. 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 Чуп. Далеќе имаш честа да ми ги прочиташ твитовите. Веднаш. Пошто имам толку многу, сите сме селоци на тоа дека не оседам Афрички куп на нации, но следно што се случува на социјалните мрежи и тоа е живо злато за заебанци. Да. Царови. Имаме првиот момент е дека Судијава што беше на Мали утакмицата Тунис Тунис. Сомали, да. Каков дебакал беше тоа од почеток до крај. Свирнува крај еднаш, па вика, не, чекај малку. Не, ај свирни пак крај. Еј, црвен. Еј, не е од црвен. детски размери, од детски Чекај, размери. бе. Како е така? Да, многу се ќе видите и на графиката сигурно ќе излезе. Тоа беше не ми се веруваше што гледам. Афричката федерација доаѓа после тоа и вика дека сите одлуки на судијата биле повлијаени од тоа што пател од сончаница. Ќе речеш африканец. Се навикнал од ладните земји. Има еден интересен тренд. Ова е твит кој што ти ми го спомна. Наполи
честита на Да, во серија конкуренти. почна многу интересен тренд да им честитаат по победи на нивните конкуренти. И добро, ајде, пред некое коло имаше, Венеција им честиташе на Милан, вели многу солидна партија, не можеа да бидат задржани, сето тоа, колку и да е чудно, мене ми беше многу чудно, меѓутоа си викам, ајде, 1-0 стварно не може да бидат задржани Милан. тоа е тоа. И си викам, фала ти. Си викам, знаеш, ајде, окей, тоа е фер плей и нешто. И сега доаѓа надпревар Интер Аталанта, изигруваат 0-0, губат бодови нели едните и другите и Наполи вика, Наполи им честита на Интер и на Аталанта заради тоа што одиграа прекрасен надпревар, пред се чесен, исполнет со спектакуларен фудбал. Ама и малце не мислиш дека е малце трол поред тоа што губат бодови двата тима? Не знам, Да. мене ми беше Сигурен пресмешно. сум. Поред тоа што се конкуренти, ја мислам дека е малце и тролање, онака триење на раната малце повеќе, не. Официјален профил е преако, ако е Да, тролање, браво, секоја чест. Тролање, секоја ама чест. не знам дали се бележат уствари Венеција дојдоа во прва лига и типците се, мислам, клубот е трендсетер. Баш Прејаки се. трендсетерски. Прејаки Од се, дресови до примери што покажуваат Најдобри дресови во Италија сезонот. Најдобри да. дресови. Мислам, Свака част, тоа онака се носи покажа- во град, тоа не се носи на терен. Покажа како треба да се работи со тимот и да се стекне популарност додека се уште можеш. Прва лига си скористи колку може. А кога сме кај тролање? Кај тролање, Тотенхем, Тотенхем и смеење, тоа е два збора што Секогаш. идат заедно, да. да, Честерфилд исто така направи квалитетен трол. Тотенхем изигра нерешено, нели со тој се изгуби од Челси. 1-0, да. 1-0, а Честерфилд им направи апкод и им викаат well, not everyone can score against the European champions. Значи не Дали секој не е- може да даде гол против Европските Дали не се шампиони. во право? 4-1 изгуби, ама барем даде гол. Да, Така? Реално е така. Хаштаг и ове извини. Да, и последниот е интересна преписка. Да. Интересна преписка. Джейми Охара и одоздолу има еден многу добар коментар. Ќе ви оставам вас малце да го прокоментирате ова. Джейми Охара се огласуваше за тоа нели дека Тотенхем Арсенал беше одложена утакмицата и тој вели зошто Арсенал ја бараат да се одложи утакмицата кога веќе имате играчи во академијата, дали тие Што не можат чекаат да да добијат излезат? шанса, да. Чекаат да добијат шанса. И овој фанот најпаметниот му се ево одоздоле, вика па не знам ако ти текна, вика во 2003 вика во Арсенал имаше вика на клупа вика младинци, еден што се вика Джейми Охара и заради тоа не користи на младинци, како да ти кажам. Да, Арсенал одлуча дека тој не купува за ништо и си го купија Фабрегас, нели? Иначе Джейми Охара од Арсенал преде во Тотенхем и играше за Тотенхем 7 години, мислам Колку е дека. Брутално е. многу горење онака. Мислам дека квалитетно 5 или 6 пати повеќе лајкови доби реплајот од. Познавам само еден човек што реално веруваше во Джейми Охара во неговиот живот. Брат му на Чотел, Игорче, ако гледаш, поздрав до тебе, ама реално катастрофален беше човекот. Да, и да ја затвориме секцијата што се твита. Мислам дека ова е најтрол од сите тролови што беа излезени последнава недела, а тоа е ќе ја видите фотографијата. Човек застанат бара луѓе на девојка услуги и за 50 ќе направам што сакаш. Дали можеш да играш одбрана? Те ставам центар век. Реал, слушај, Хари ми е у лоша форма да застанеш позади височка си. Ако си навикнати наштикли, таман. Поише од 3 минути ќе издржи да не биде од Ливерпул. Да не кажам што. Да, на пунета, да. Ќе одзоревам повеќе од 3 минути, да. Пунета, да. Одлично. Леле, како и секогаш оваа сјајна содржина што доаѓа од Твитер успеа да не насмее. Дешки, имаме главна тема која што е многу забавна, која што ќе прочитате тука долу на насловот, веројатно веќе е спойлната, ама останете да ја гледате и слушнете ги нашите мислења. Се враќаме со главната тема. Пред да почнеме со било што, имам само едно прашање за вас, односно гледачите. Дали стиснавте лайк и дали стиснавте subscribe, а ако не сте го направиле тоа до сега, сега имате шанса. Долу, че го гледате на full screen, отидете подолу, клик, лайк. Океј сме? Океј сме. Ако не сте направиле тоа, дотекнува на сцената со Джей Тивкет Боб. Доаѓаме со палка на врата. Тројца, не двајца. Појачени сме. А јојот позади играме 2-3 формација. Нема време за двајца. Он го фаќа рибаундот.
Чарлс Бакли, big round, блада Јовена. Последниот твит кој што го обработивме во претходниот сегмент ми подсети на Манчестер Юнайтед и нивниот нов тренер и она што се случува, нели, Рагник револуцијата во Манчестер Юнайтед. Така, пресингот на Гегенпрес. Рагник. И некако ми се разви во глава вака едно прашање, па го размислував цела вечер, па си викам зашто не го поставиме тука на панелот. Кој е во моментов најдобриот тренер во светскиот фудбал? Мрме. Во моето срце, да. Ајде од вработените да збори. Запослен бе. Секогаш почнуваме јас Италија, зашто не почнеш ти според тебе кој е најдобриот тренер? Ме фати неспремен. Добар. Добро, кој што реков, го размислував ова цела вечер и ќе одам со Сега еден... не се спијам. Не сум спиен, ама ќе дремнеме после. Размислував за најдобар тренер, размислував кој би бил мојот избор и може би многу клише, меѓутоа ќе одам со еден германец. Одам со Јерген Клоп, тренерот моментален на Ливерпул. Почнаа да ми се смеат. Веднаш, ова значи дека сум направил добар избор. Германец. Мислам дека тројцата ќе бидеме германци, кога ќе кажам, не знам така. Не. Ете, Па не. од старт. Така, отидов со Јерген Клоп. И еден германец е доволен. Бидејќи во последниве неколку години, мислам, ајде, да не кажам само откако стапна на кормилото на Ливерпул, одлична кариера влече уште од деновите во Борусија Дортмунд, меѓутоа откако стапна во Ливерпул, почна една, да кажам, револуција во тој црвениот дел од градот. Ги донесе сите титули кои што се достапни на клубот, освен мислам дека Карабао купот, и го одржува клубот константно во некоја, ајде да ја кажеме, квази борба со Манчестер Сити, дури и успеа да им земе една титула. Она што го направи во Ливерпул последниве неколку години и тоа што продолжува да го прави, мене ме импресионира, начинот на кој што го прави исто така ме импресионира, затоа тоа е мојот избор. Меѓутоа, би сакал да ги слушнам и вашите избори. Кој сака да почне? Ајде, Тале, пошто рече дека не е германец. Ти избегнуваш Не, одговорноста. јас знам кој е. Да, дефинитивно Клоп е еден од најдобрите тренери и посебно го почитувам тоа што е човек кој што знае да ги меша прстите во целосно во клубот и да направи целосна трансформација. Чи кај и во Борусија го направи истото, го направи истото и во Ливерпул, целосно го трансформираше клубот, културата во клубот, жетта за титули се до тоа, но според мене најдобар тренер е Пеп Гвардиола. Несомнено типот за 13 години кариера има, значи да не ја броиме оваа година, има 32 трофеи освоени. Да, после Има Фергусон и Луческо 9 лигашки титули му освоено. 3 со Барселона, 3 со Бајерн Мюнхен и 3 со Манчестер Сити. Купови, 2 пати има освоено Лига на шампиони со Барселона. Револуција во фудбалот во однос на игра. Тики таката што играше Барселона беше стварно револуционерна и немаше човек што не сакаше да ги гледа, посебно првата, втората и третата година мислам дека беше онако ултимет и сите беа како ова не е фер. Кога да играат на Easy Mode PlayStation. Толку беа добри. се поводи генерацијата таа 2011. Генерацијата, да, он Чави ја би Иниеста рекол најдобри дека во он свет знаеше фудбал. точно како да искористи таа генерација. Пошто имаше и Рајкард имаше играчите, но не знаеше како да ги освои Рајкард, освои Лига шампиони. освои, но тие играчи со кои што Гвардиола ги направи да бидат такви, Рајкард не ги забележуваше толку добро. Он точно знаеше значи феномен. И оваа година ќе го освои англиското и мислам дека Лига на шампиони ќе ја земе конечно и ќе престанат сите да какат дека он не е добар тренер, поради тоа што не успеал со друг тим освен со Барселона да освои Лига на Не дека шампиони. не е добар, го нарекуваат фрод, пошто цело време фаворит за титула и во Бајерн Мюнхен ништо е направи во Лига на шампиони, губеше купови. Во Манчестер Сити еве го дојде до едно финале, толку пак го изгуби. Као систем, као целина Гвардиола одличен тренер, мислам дека за најдобар е. Имаш друг избор. Да, имам друг избор дефинитивно и тоа е Ханси Флик и мислам дека треба да се сложите. Дечкото, ја немам пратам фудбал долго, немам гледано натпревар кај што Ханси Флик на еден фудбалски натпревар бил надигран. Дали за клуб, дали за репрезентација. Во Бајерн Мюнхен, нели, кога почнал како тренер, Хофенхем го носи во првата сезона, оди во четврта во трета лига. Така подоцна оди во Салзбург кај што учи од Трапатони, доаѓа на асистентско место кај Јоаким Лев, таму освојуваат
Светско првенство, да. Светско имаат и трето место нели исто, од која ставен во Бајерн Михен првата сезона освоја се што може да освои. Лига шампиони, Бундеслига, купови, се буквално. Исто наредната сезона фактички лани исто го надигра Париз, изгуби на индивидуални акции, 2-3 кои изгуби дома и нели на гости победи, меѓутоа Париз се бранеше цело време. Од кога стаја Германија како нивни тренери, има во 7 надпревари 7 победи, 31 гол дадено, само 2 примено. Тоа мислам дека е невозможно е да не се стави Ханси Флик како најдобар тренер. Покажал и за клубови, како што се Хомикен во помало ниво, како Бајерн Михен гигант што издоминира Барселона 8-2, најубаво ти знаеш. За Германија ги препороди, Германија една Нема пропуштена шанса. Не. Шала на страна, Германија беа за никаде, како Македонија ги тепаше на гости нели 1-2, тоа е пропс за нас, ама од кога го ставија Ханси, дојде на градски ни покажа кој е што е во фудбалот и мислам дека Ханси Флик дефинитивно е најдобриот тренер моментално. Мислам дека нема дебата и аргумент зашто да не е он. Јас ќе ти кажам, ја имам еден аргумент. Титули. Повели. Титули. У 2 години има 2 Бундес, 2 купа, Лига шампиони. Континуитет. Кој континуитет, дечкото? Добро. 3 сезони има као тренер, 3 титули има. 3 сезони е, па тоа е тоа. Да му ставиме Гвардиола за има повеќе време. Океј. Да, че Добро. он сега за сега е Значи топ. збориме одличен, за се моментално, согласувам. така не all time е Фергусон, па Моментално. многу празни места, па Гвардиола втор може Така. као оверал, а моментално Ханси Флик е мислам дека не пригоснува. Не се ни сомневав дека ќе добиеме многу креативен одговор од Владко, сега реално. А исто така, колку и да е одговорот креативен сам по себе, не можам да кажам дека не се сложувам со изборот, бидејќи, секогаш сум верувал дека нема еден кој што се издвојува, секогаш се тоа некои 6-7 тренери. Ханси Флик, колку и да е кратка кариерата, и да, за мене е минус што е тоа кратка кариера, бидејќи нели колку помалку ти се дава шанса да сгрешиш, толку повеќе е шанса за успех имаш. Дали памтиш надпревар кај што Меѓутоа. бил надигран? Највеќе што му се држала екипа е финалето кога го победи Париз 7-0. Не, дефинитивно не памтам. Не сум гледал надпревар кај што бил надигран. Мене Дефинитивно не памтам, она го врати тотал фудбалот, да речам, значи секој играч игра со топка, секој играч прави акција, секој играч оди во напад, напаѓа со 11 играчи, тоа што беше малку налудничаво со Флик, меѓутоа доаѓа те полни, ти дава 7 гола и те испраќа. Сепак ми фали оној дел со повеќе работни задачи, значи да речеме 3 или 4 клуба и малку повеќе искуство. Не би можел да ставам, тоа е лично мое мислење, иако реков се сложувам со изборот дека мора да влезе во конкуренцијата. Сметам дека за еден тренер да биде елитен мора да има 10 години искуство зад себе, бидејќи без 10 години искуство некако си во самиот почеток на кариерата, знаеш, има предобри тренери кои што имале искуство, односно што имале многу голем успех во првите 2-3 сезони, не знам, да го земеме Рајкард како еден од примерите, а потоа тестот на времето покажува дека тој не е така добар тренер. Кои се вашите аргументи еден против друг? Зошто мислиш дека, односно, ајде вака да го поставиме прашањето. Имате собствен клуб и треба да назначите еден тренер. Зошто би го назначиле вашиот во однос на другите двајца кои што се поставени на Ако панелот? е веќе изграден клубот, зависи на кој ниво ми е клубот, Ханси Флик би го ставил зашто спремен е секој натров да го добие, да го надигра противникот, додека ако клубот ми е во фаза на изградба, нели, треба да се крене на некој ниво, тоа дефинитивно е Гвардиола, тоа нема никаков аргумент против тоа, да не се правиме. Добро. Тале твоето мислење? Гвардиола поради тоа што јас сум едно сигурен, он ќе освоеше Лига на шампиони со Бајерн Михен, поради тоа што се надеваше дека таа сезона кога дојде Хекенс дека немаше да освои, беа во лоша ситуација, го знаеше тимот, он го имаше проценато и знаеше што прави многу добро, само беше калкулиран. Ако не освоеше Бајерн Михен таа сезона со Хекенс, ка освоеше со Гвардиола, поради тоа што беа главни за титул. Доброто кај Гвардиола е што освен што освојува, гради многу квалитетен тим. Тимот продолжува и понатаму да игра и без Гвардиола. Ги развива играчите. Тоа е исто многу битно. Исто така многу добро влијае на младинските школи на тимовите, поради тоа што сите големи клубови имаат и младински школи. Тоа е доброто што кога ќе донесеш Гвардиола, точно знаеш што треба да направи со младинската школа, како да ги постави работите за да влече и оттаму играчи кои што ги користи во првиот тим. Што е исто така многу битно.
Гвардиола е дефинитивно број еден тренер од како си втората лига на шампиони, веќе тоа се потврди дека е типот е стварно феноменален. Не знам кој друг аргумент. 32 титули во 13 години. Да, Не биле добро. некој предизвик тие титули, као тоа сакам да кажам. Меѓутоа еден аргумент тука влегува барем за мене, влегува во, ајде да речеме, во сите тие фактори кои што одлучуваат кој ќе го одбера. Ајде да почнем од споредбата со Гвардиола. Зошто ако би имал клуб, би го назначил Јерген Клоп. За Гвардиола сме сигурни дека доколку му ги дадеме сите средства на светот, ќе го направи најдобриот клуб во светот. Тоа е докажано. Тоа е дефинитивно, тоа не може никој да го негира. Едноставно еве, гледаме во Премиер лига дека доаѓа освојува титули со по 100 плюс бодови, никој не може да дојде до 85 во Премиер лига. Тој доаѓа, да, 105 гола и 105 бодови, тоа е нереално. Меѓутоа, во текот на целата кариера бил поддржан со многу средства. И тоа не зборувам како мал број на играчи или слично, туку се носат многу играчи, масовно се носат играчи, многу ги плаќаат играчите и тоа се нели крем де ла крем. Што пак не одзема од вештината на Пеп Гвардиола, меѓутоа кога твојот клуб ги купува Рубен Диас и Стерлинг и Кевин Де Бруин и Серхио Агуеро, мислам дека е очекувано од тебе да ја освоиш таа титула. Од другата страна го имаме нели Ханси Флик, кој што нема свој рекорд или досие на развивање играчи, има рекорд на победи, односно, на освоени титули. Ако бирам тренер за клуб, сакам некој кој што ќе ги развие младинците, кој што ќе го развие клубот, кој што ќе придонесе со страст, кој што ќе придонесе со тактика, кој што ќе постави идеологија во клубот, кој што ќе постави некаква стратегија и слично. И затоа го одберам Јерген Клоп. Јерген Клоп е тренер кој што покрај двете изненадувачки врзани патем титули со Борусија Дортмунд во германското првенство, во нели лига Бариос во шпиц. со Лукас Бариос во шпиц, баш така, и со како беше Левандовски купен за 950.000 од Лех Познан, мислам. Со Кагава, со добре. Да, Нури Сахин и компанија, играчи кои што под Јерген Клоп изгледа како да ќе го срушат светот. Ако ти дојде таа екипа, ќе те разнесе. Си отиде Јерген Клоп, тие играчи престана да бидат било што во светскиот фудбал. Нури Сахин престана да биде фудбалер, Шинџи Кагава престана да биде фудбалер, Лукас Бариос отиде во Кина, ако не се лажам, и куп други. Марио Геце заврши кариера практично. Мислам сега во моментов во ПСВ не може да му ја рачунаме за кариера. Од друга страна отиде во Ливерпул и од играчи како Садио Мане, од играчи како Мо Салах, од играчи како Фирмино состави еден светска класа клуб кој што отиде и ги освои сите титули поеднаш, душа, да, некако Гвардиола по неколку пати, меѓутоа да освоиш Лига на шампиони и притоа да играш 4 пати европско финале, еднаш во Лигата на Европа, 3 пати во Лига на шампиони, еднаш со Борусија Дортмунд, 2 пати со Ливерпул, мислам дека има докажано на повеќе места, повеќе пати, колку е добар. Уште една само финална аналогија за да го завршам моето излагање. Во филмската индустрија постои нешто што се нарекува студиски режисер. Тоа е режисер кој што студиото го најмува, му дава одредени средства, му ги дава актерите, му дава сценарио, му дава проект за филм и му вели сними го, направи го. Мислам дека Јерген Клоп е најдобриот студиски режисер во фудбалот. Дај му каков сакаш состав, дај му ги кои сакаш играчи, дај му ја која сакаш лига и остави му време и ќе го направи фантастичниот продукт кој што го прави секаде каде што оди. Ја мислам дека сите тројца сме управо и сите тројца не сме управо. Зидан е точниот одговор. Гаси е епизодава. Ама нема контрааргументи за ниеден од овие тројца. Така. И не можеш да издвоиш зашто некој пред друг. Или ти кажав, зависи што очекуваш од кој клуб, што како. Апсолутно, меѓутоа е добро како дискусија да го направиме бидејќи Не, ама зависи клубот, ама клубот ако ти е изграден веќе како знам Ханси Флик. Добра игра, победи, резултати. Ако не ми е на тоа ниво кај што сакам, Гвардиола го носам, нели? Јове, тебе кој ти е најомилен бе тренер? кажи твое мислење. Кажи. Карло Анчелоти е уште? Анчелоти. Дојди. Дојди кажи Со зашто. една вега, замисли кој ќе спушти тоа.
Владко, мислам дека тотално си во право. Нема погрешен одговор на Панелов. Нема ни точен одговор на Панелов. Реално не може да одбереме еден тренер кој што е најдобар, сите имаат различни услови, сите имаат различни клубови кои што мора да ги менажираат. Меѓутоа, мислам мора да ги спомнеме уште оние неколку тренери кои што се тука некаде околу. Па ајде кажете ми вака почесни имиња што ќе ги спомнеме како за најдобар тренер Зидан. што се блиску во таа. Зидан, дефинитивно. Да, Зидан? Зидан, Тухел, Дефинитивно Тухел, да. Конте. И Нагелсман може. Не би се сложил. Бидел со Алегри пред Конте. Не, бе, каде не се. Добро, нема. Чекај, како да не зезам? Види, Алегри е најтрофејниот италијански тренер на сите времиња, што правиме муавет. Океј, Како окей, шо Конте што има освоен 8 лигашки титули. ништо нема контакт. Тачно, ништо нема Конте, па тој ти кажувам, Масимилијано Алегри има 2 пати Лига на шампиони, финале играно и има најмногу трофеи од сите италијански тренери. Сакате имиња да почнам да ви Нема набројувам? врска. Фабио Капело, Луиджи Дел Нери, Марчело Липи. Па не ме зезе. Карло Анчелоти. Меѓутоа во Италија има малку титули, реално. Мислам само неколку, колку му даја, Има 3 3 лига лига. шампиони, што? Има 2 лига на шампиони, да, има 2-3 лигашки. Меѓутоа овој само со Јувентус има 12 титули. Само со Јувентус. Кратко е во Јувентус. Од првите 300 надпревари во Јувентус има 208 победи. Тука завршувам со излагање. Океј. Нема да ве убедам, нели? Добро. Не, honorable mention е како. Би го ставил и Конте дефинитивно пред тоа. Да, Конте. Кај да отиде, освоил лигачки титули, да, не освоил Лига на шампиони, не го бил за Лига на шампиони, но лигачки Добро, титули освоил. со Интер освоилани одлична Честито еден. сезона. Фала ти. Ова го правите заради Јове, нели? Ова го правите заради Јове со Конте, така? Не. Како е? Не. Да останеме на тоа, нели? Снема пиво, одиме да си наточиме пиво, а вас ве оставаме на Јове. Јове има неколку интересни прашања за нашата гостинка. Ќе ја знаете за кратко. Бидете така. Па добро вечер. Добре дојдовте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Денеска со мене е Мила. Здраво, Мила. Здраво. Мила, како што самото име кажува, навива за Милан. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Па името ми го дадоа прво, па после почнав да најавам за Милан. Немаше никаква врска со тоа. Едноставно, искрено кажано, се заљубив у Шевченко и бев као, јас ќе најавам за Милан. браво. Тоа беше целата поента. Го гледаше Шевченко кога одлично една ја изигра у голман од 1 метро и ја дигна у воздух нагоре со Ливерпул, мислам. Значи, имаше една тоа такмица некако. не го спомнуваме, зашто тоа е болно сеќавање од Истанбул. Значи, не. Тие 3-3 после загубување на пенали, тоа е... Да, значи тоа е Тоа... такмичиште Ама добро, кое после што имавме реванш, после 2 години им вративме, така што се израмнивме некако колку толку, иако не требаше ни да дојде до тоа. Покрај Милан, за кои други екипи ми кажа дека повеќе овакво најваш и дојдовме до тоа дека од секоја лига имаш по некој клуб, Има а сега веќе немаш. Немам веќе се, единствена љубов ми е веќе Милан. Само Милан ти остана, значи. Само тој вреди. Добро, а ми кажа дека еве од Германија например си навивала за Баер Леверкузен. И јас те прашав зошто баш Леверкузен? И јас искрено стварно немам појма. Стварно немам појма. Тоа е онако си бираш тим, знаеш, кога треба да навивам некој од Германија, Баерн Мюнхен ми беа многу мејнстрим у тоа време, мислам уште и се. Дортмунд ги немаше нигде. Вердер беа на времето и бев као ајде Леверкузен, тогаш парираа со Баерн тоа време. Знам дека Владко те викна у емисија, меѓутоа не мора Вердер да го спомнуваш овако, мислам. Ама без сега врска како за- иначе? Дека јака екипа нешто. Инаку гледам овдека, затоа што Милан игра такмица и живо Мора мора да да... приоритетите во животот ми се. Али добра шанса имаше кој да беше. Приоритетите ми се на место. Да, кој да беше, кој имаше шанса? Дали може режија да ни каже кој имаше шанса? Ибрахимович, значи одлична шанса, се надеваме дека дури ќе излезе дека Милан ќе победат против Специја. И јас исто се надевам, бидејќи Интер Кажи ми што се кицна. случи со Милан сезонава, зашто не се понатака во ниедно надпреварување европско се фокусираат, мислиш на Лига на шампиони и дали им е тоа добра стратегија? Они реално зборат дека се фокусираат на лигата, серија А,
ама нема искрено каква група паѓа Лига на шампиони, Порто, Ливерпул, Атлетико Мадрид. Значи играчи што никад не играле у Лига на шампиони. Па добро, меѓутоа до предпоследната утакмица им се отвори прозорец кој што на нив им гарантираше фудбалска Европа пролет односно. Утакмицата со Атлетико Мадрид, тој голот искрено на среќа ни падна, иако имавме добар пресинг и сите тоа, ама реално ни падна на среќа, немаше шанси да поминеме уште кога ги влечеа за Лига на шампиони, која група сме, бев као толку е. Као среќа ако стигнеме до Европа. Мислиш дека амбициите нивни во тој момент беа као да се концентрираме на италијанско покрај толку силен Интер? Што мислиш, ке може ли со Интер да се избави до крај? Јас верувам дека да, затоа што еве Интер, еве со Аталанта 0-0, после играме ние исто со Интер, после 2 кола. Па не му иде на Милан баш најдобро со Интер у последни години. До сега 1-1, лани ги тепавме првата утакмица, така што не сме до толку лоши. Добро. Значи, ама јас верувам дека можеме да ги тепаме Интер. И значи Милан би дошол шампион после многу долго време. Леле, бога ми, после 11 години. Добро, бидејќи тоа ќе биде секако емисија за паметење, бидејќи Кире сигурно ќе слави, те повикувам уште од сега, онака кога Јас кога ќе бидне чекам Милан. шампањот да го отворам, джими се, значи сите ги Дефинитивно. спилар ако освојат, тоа све на мене. Као секој час там, не е проблем. Гледаш ли друг кој што би можел да се замеша во трката за титула? Наполи никако да паѓаат. Нема шанси. Наполи, еве се битните утакмици, сите тие што беа кај што требаше да се докажат, немаше ништо. А може да ја вратат на пролет малце формава сега и да Ама ако им Тука се. избегаат сите сега, затоа што искрено еве Милан сите јаки утакмици ги има во овие коли. Се игра со Ювентус, па игра со Интер и после 2-3 кола им се Аталанта, Наполи, значи ќе ги решат тие до тоа јаките време ќе сега. заврши Афричкиот куп, плюс ќе станат уште побројни, ќе може да прават ротација, така да дефинитивно изгледа. Добро, нас ни фалат двајца, така Добро, што едно храбро вака од нас да иде Милан шампион. Така? Милан шампион. Нека биде. Нека биде. Ти благодарам што гостуваш што во ме емисијата повикате. и нека бидат Милан да ни гостуваш значи на прославата Значи, на ќе дојдам, свеќе шампионската. части, не е проблем. Чао. Гледав утакмици што се играат колово и само една ми остана вака во глава како некој си дерби на викендот, ама се работи за мојот тим и знам дека ќе ме разочарате. Милан Јувентус. Милан Јувентус играат, Милан игра дома, меѓутоа игра без неколку играчи и се сакам да ми кажете што очекувате од утакмицава. Дека ќе нема голови. И дека Јувентус Многу. ќе остане непоразен. Мислам 0 до 2 голови било нешто така. X2 0 3 гола. Може 0 1-2 на шаш. Да, нема да има многу голови сигурно, не се и ни Ювентус нешто посебно сјајни. Фаќаат форма полека, ама не се на тоа ниво кај што Да. се очекува. Плюс Киеза се повреди, нели? Да, си искараа со Дибала. Сега за новиот договор. Не, да, нема да продолжи Дибала, така. Не, Значи не предвидувате добро за Милан. не предвидам добро за утакмицата. Да. Мислам дека Генерално. нема да гледам добро утакмица. Како е Милан, секогаш сигурно Милан ја кој- мислам дека Милан има многу повеќе шанси да победат колку Јувентус. Да? Поред тоа што па види да на Милан му фалат играчи, ама не му фали химија во тимот, а на Јувентус им фали химија поред тоа што стварно имаат многу сериозни проблеми во тимот. Ама има подобри играчи има Јувентус. А Јувентус има подобри Да. играчи од Милан од почеток на сезона. Па да, ама. Епа. Ама не беа во... Ќе видиме. Ајде, Не ама решено, да се не сложи, очекувам. нема не решено. Еј, се види, надевам дека дека не очекувам многу и најдеш бам 3-4 гола паѓате утакмица, станува интересно јако. Треба Милан да брани домашен терен. Да покаже како се брани. леле, немој молим. Значи само тоа да не е, бар поскромен резултат нека Ја е. мислам 0-1 за Јувентус така. Ја мислам решено ќе биде. Не ми израдувавте и двајцата, ама ајде одиме со тоа. Значи очекуваме Ако се над- што очекуваме, битно што ќе се деси. Да, реално тоа е тоа, да, стварно. Ние очекуваме можеби надпревар со малку голови, но од вас бараме да ни кажете кој ќе мислите дека ќе биде првиот стрелец на надпреварот Милан Јувентус. Ајде, си игра најголемото дерби во Италија. Типувајте, оставајте коментари. Тука некаде ќе се појават социјалните мрежи, тука или горе, не знам, Антонио Првите каде 5 да точни сака. одговори ќе добијат стикер, скратен корнер.
Оф. Стикерче, лапај си. Лапај си на на телефонче стикерче. да си го залепиш, Да има на огледало, Ќе да покреш, леп- ќе да боксата лепат на од iPhone, огледало. за да не те викат види го Војце Јаков, со iPhone се шета. Да, Јас биде- така правам. Бидете добри и ќе си добиете стикери. Имаме и зелени, имаме и бели, значи по ваш избор ќе биде. Да. Зависи кој како ви одговара со фустанчето. Па добро, да. Ако сте машки фанови, особено сакаме да ја видиме во фустан, пратете ни ваши слики и тагнете не на социјалните мрежи. Јове него скрши филмот, него соберал негове. Него нели новогодишна резолуција му беше да го собере во фустанот. Леле. Кога вети дека ќе се поправи, не очекувавме вакво поправка. Отидева вон контрола. Ајде, секоја кола подобра, поправена. Нема какво сечење. Нема, тоа е, дечки. Останете добри, се гледаме во следната епизода. Гледајте Скратен корнер.